Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва со мене во студиото како мој ваш гостин е мојот почитуван пријател, аналитичар, ценет теолог, господинот Плуми Велио. Добра вечер. Добро вечер. Морам да признаам, вчера имавме една емисија која што така екстраординари што велат американците, невообичаена историја за една господја која што во раното детство го преживеала Холокаустот на македонските евреи, по некој чудо се спасила, навистина една неверојатна приказна. Пренесена беше практично од незината сна, која што дојде во Македонија. Господјата Шеласион не можеше да дојде затоа што има 90-91 година и не е во состојба веќе да патува од Израел. Во секој случај една неверојатна историја која што покажува ништо поминала таа нација, еврејската нација, не само и тие се разбира, и многу други во текот на Втората светска војна, таа волја за преживување, тој инстинкт би рекало кој што го прави човекот способен да издржи невидени, нечуени работи, нешто што веројатно во самата логика не би било можно да се издржи, меѓутоа ете, чуда се случуваат. Но она што мене ме заинтригира беа едни коментари кои што ми пристигнаа на мене, малку приватно, малку и да не речам јавно, дека посветуваме време на нешто што било одамна, додека сега во Палестина се случува навистина една крвава драма, едни велат геноцид, други велат дека е војна едноставно со многу жртви. Морам да ве прашам, Велио, вие ги следите тоа како настаните на светската сцена и ќе влеземе со ова. Можеби навистина во Македонија и премалку се зборува за она што се случува на Блискиот Исток, особено во Палестина, една огромна трагедија. Од човечки аспект го зборувам, кој е виновен, кој не е виновен, се разбира, едните ќе речат на 7 октомври пред 2 години бевме нападнати, се браниме, другите ќе речат ве нападна одредени групи на екстремисти, а вие убивате цивили. Вистината каде е тоа тешко може да се каже, она што го гледаме на телевизија главно страшно, хорор. Јас се обидувам во оваа емисија да позборувам на таа тема која што навистина е многу компликувана и секогаш може да повреди некого. И тоа е веројатно причината поради која што, а може би и политички причини има, во која што се избегнува во нашиот јавен простор да се зборува, меѓутоа не може да се избега од суштината дека тамо се уште и ден денеска е веќе 2,5 години трае судир, конфликт со многу цивилни жртви, со многу загинати, со тешки разрушувања, нешто што и остава дамка, ако сме реално, му достава рамка на целото човештво. Благодарам прво на поканата. Се разбира. Јас на ова тема сме разговарале повеќе пати. Ова, како што рековте, остава дамка на цело човештво, не само на тие луѓе таму во Палестина. Меѓутоа, јас во никој случај не ги гледам така работите, затоа што не на 7 септември, него едноставно, или октомври кога беше, ова ситуација во Палестина трае точно од 1916 од Сайкс-Пиковиот договор, кога е направено се и од време на време кога има повеќе или кога има помалку жртви, меѓутоа едноставно целта е да палестинците се истиснат скроз од тој простор, тука да нема палестинци, со тоа да муслимани, меѓутоа никој не ја гледа и позадината на сето тоа, затоа што не се само палестинците, муслиманите палестинци угнетени, тука се исто така, истото скоро го доживуваат и палестинските христијани, кои во поголем број се православни христијани, меѓутоа за тоа никој не зборува, затоа што можеби е помалку, можеби од тоа што израелската држава има директна поддршка од, условно ќе кажам, значи условно од христијанските држави, значи да не го мешаме народот, пошто народ како народ е насекаде во светот апсолутно добар, без никакви гревови. Она што се случува јас ја гледав и емисијата,
Значи, ние денес, да, зборуваме за Палестина, зборуваме за она што се случува, нели званичните жртви се некаде скоро 80.000 убиени, претежно деца, жени и цивили. Меѓутоа незваничните и точните податоци се дека во моментот за овој период од 7 октомври има над 300.000 жртви. Значи ова се факти кои некој не ги запишува, меѓутоа се факти. Но би се вратил на сосема нешто друго. Ние зборуваме денес, значи за Палестина, зборуваме за Иран, за Украина. Многу е битно историјата е наука која луѓето треба да ја знаат, да ја читаат, да ја сватат и да ја разберат. За нас ова е сегашно, меѓутоа за оние што ја кројат ова историја и што ја скроиле ова историја, ова е веќе минато. Добро. Значи, и оние што ја кројат судбината на светот, веќе се, можеби пред нас некаде 50, 60 или 100 години. Значи, се ова беше планирано предходно и за да се постигне целта. Одредена цел. Добро. Апсолутно. А сега веќе планираат нешто друго. Сосема нешто друго. Јас уште од 2019 или 2020 зборувам на ова дека светот повеќе не е онај што ние го знаеме, каков ќе биде се уште ние обичните смртници не знаеме, меѓутоа дека има луѓе кои знаат каков ќе биде светот, тоа е уште посигурно. Значи, нели постои сега е тој јавен конфликт помеѓу глобалистите и националните суверенистите, како што ги нарекуваме. И суверенистите, ете да речеме суверенистите. И дај Боже, јас би сакал да ова битка ја добијат суверенистите, затоа што суверенистите сепак се поприземјени. Суверенистите знаат за тоа што значи култура, за тоа што значи човек, за тоа што значи вера, религија и сето тоа. Меѓутоа глобалистите тоа воопшто не ги интересира и не им е битно, освен нивниот личен интерес, и тие функционираат на база на она што значи совршен ум или mastermind. Значи, тука се тие три најголеми семејства, Ротшилд, Рокфелер, Морган, и перманентно функционираат во еден состав од 200 луѓе, и тие 200 луѓе се нарекуваат тој голем ум или совршен ум, и тие ги носат одлуките за она како ќе се одвиват ситуациите во светот. Едноставно, прва варијанта и прв начин на контрола е тоа што тие многу добро уочиле и сватиле дека стравот е најголема слабост на човекот. Едноставно, со војна во Палестина, со војна во Украина, со војна во... Еве сега, се апсолутни навијачи да има војна во Иран, едноставно да наметнат страв кај луѓето и после да ги контролираат и да ги владеат како сакаат. Ние, впрочем, скоро имавме таква една ситуација со... Јас дури бев наречен и заговорник и конспиратор за пандемијата и сето тоа. Тука морам малку да ве прекинам, односно да се вклучам во вашиот тек на мислите. Морам да признам, ова што вие го зборувате, јавно вака на сцената, се разбира кулуарски, постојано се зборува. Проблемот е што понекогаш го гледаме на некои медиуми, парамедиуми, и кај нас и во странство, кај оние луѓе кои што сакаат да веруваат во теории на заговор, во трилатерали, не знам како се нарекуваат тие масони и така натаму. Јас се согласувам дека негде вистина мора да има, меѓутоа токму поради тие парамедиуми и тие луѓе кои се расфрлаат со тешки зборови и објаснување, често пати обичниот народ, ако така смеам да забележам, е спремен да верува дека сето тоа е една голема измислена приказна. Вие, како сериозен човек, кога го зборувате, ова има поинаква тежина, се согласувам. Меѓутоа, знаете, како ќе кажете, има 200 луѓе и има некои фамилии кои што се познати и вака. Ама тоа е... И кога ќе кажете дека тоа е така, веднаш некој може да пружи прст и да рече ова е теорија на заговор. Нека пружа прст кој колку сака, мене не ми е битно, затоа што јас едноставно животот го имам само животот и тој живот му го должам на Аллах, на возвишениот Господ, на никој друг. Така да, ич не ми е битно. Меѓутоа, факт е дека
се извинувам на изразо, со тие маските не направија сите како мајмуни. Едноставно да не можеме да се препознаваме. Бевме чудни, морам да Да не се признавам, препознаваме, не затворија по куќите. На телевизор, на телефон, отвори телевизор, денес умреа онолку, вчера умреа толку, утре ќе умреа толку, или секој ти избераше, не зборај, ти ќе умриш утре, ако не ти ќе умри онај до тебе или не знам. Психоза неверојатна. Ставија таков наметна, таков страв, а од друга страна за 6 месеци ја пронајдоа вакцината и тоа ја пронајде човек кој едноставно никогаш во неговиот живот не напишал еден научен труд повеќе од пола страница. Значи човек кој нема никаков угор, не знам кој од наводно Турчин, од Турција, па сега ќе правиме балансер, еве сега муслиман, што нема врска ни со муслиман, со ништо. Значи човекот, меѓутоа од друга страна, човекот си кладе едно 4-5 милиарди за 6 месеци си инкасира. Така да, стравот е најдобриот начин за да владееш со кого сакаш и како сакаш. И тоа го прават овие глобалистите, значи го прават во секој смисол. Го огнетуваат, значи целиот народ на светот. Замислете ви од 2020, значи животот поскапе 2 пати повеќе. Значи повеќе дупло. На глобално ниво, ова е точно. точно. На глобално ниво, значи 500 евра земавме плата, тогаш 500 евра земавме сега, меѓутоа каде се цените? Да. Цените и се ниту нафта поскапена, ниту ова, ниту она, и се значи се оди на варијанта држи го народот уплашен и после како сакаш со него владае. Меѓутоа мене не ми е јасно што на Илон Маск ќе му требаат 500 милиарди, 600 милиарди. Сега има 800 официјално. Или сега 800. 800 има. Јас да сум ќе му ги конфискувам. Не само немој, на било кој друг, затоа што едноставно не му требаат. И ова е ситуација која се перманентно се случува, перманентно се работи на таа ситуација. Меѓутоа, јас не знам што е проблемот што паметните луѓе во овој свет се уште молчат. Сега имаме една паралела друга. Слободно. Дали недавно беше Давос, Светски економски форум, Така е. кој е еден, за мене би рекол една приватна забава на Клаус Шваб. Клаус Шваб и на неговите моќни пријатели. И на неговите моќни пријатели, тие се појавуваат на сцената, а сите другите околу се некои луѓе кои едноставно не можат да дојдат на ред и да ги фати некоја камера. Може да замислите, ова година на тој Светски економски форум беше присутен и поглаварот на, јас би рекол поглавар, затоа што ете таква титула има поглаварот на Исламска верска заедница, која врска на нашата верска заедница. На нашата верска заедница. Не знаев таа информација. Значи на нашата верска заедница со економскиот форум во Давос. Меѓутоа многу е битно да се слика и да каже дека бил таму, а сето тоа нашиот народ, нашите муслимани, не само нашите муслимани, воопшто нашата држава ја кошта пари затоа што да одиш во Давос треба да платиш прво, па после да се појавиш некаде во некоја некој да те види, да. Во некој ходник, некој да те види. А од друга страна, сега на 7 и 8 февруари во Виена, во организација на Универзитетот, Технички универзитет на Виена, се одржува 11-тиот конгрес на концептот за национален економски модел. Концепт кој е основан 2005 од еден турчин, Хајдар Баш, кој концепт едноставно мора да го разруши и да го уништи, и ќе го уништи и веќе го уништува митот на глобалистите кои едноставно ги угнетуваат и експлоатираат сите луѓе на светот. Меѓутоа никој не зборува за тој концепт. А на тој конгрес ќе учествуваат најмалку 100 академци. Значи, не овие што учествуваат во Давос, туку ќе учествуваат 100 академци, паметни луѓе кои знаат што е наука, кои знаат што е економија, кои знаат што се потребите на обичниот граѓанин. Истиот тој Хајдар Баш имаше еден историски говор во Руската дума во 2013 година, каде што кажа јасно дека националниот економски модел, вели, глобалистите и угнетувачите ќе ги фрли во ѓубриштето на историјата. И тоа во моментот е таа битка. Смела изјава, но опасна, претпоставам многу. Апсолутно. Тоа е таа битка и затоа човеков 2020 од корона почина, како и многу други
така, ако умови. одиме по тоа, колку се можеме да најдеме, кој како паѓал по скали и така натаму. Меѓутоа, ова е реалната и ова е вистинската борба и војна која во моментот се води во светот. Ниту Иран, ниту Сирија, ниту Либан, ниту Либија, Украина, ниту Јемен, сега ниту го убија на Украина, Гадафи синот, на никој не му е битна, на никој не му е важна. Едноставно, овие се искористуваат како топовско месо. Едноставно, на никој украинец не му е до војна, ниту сака да војува, ниту пак украинците, ниту пак иранците сакаат да Кој војуваат. сака да гине, мислам, нормално. Едноставно, оние што ќе ја платат и ја плаќаат цената, не сакаат. Меѓутоа, дали не сака, условно кажам, Англија и Германија, дали сака да престани војната во Украина? Не сака. Изгледа не сака. Не сака. Од оно што го гледаме, не. Ете така, не сака. Зошто? Затоа што тука се тие нивните интереси. Сите навивачи сега навиваат да има војна помеѓу Америка и Иран. Нема да има војна помеѓу Америка и Иран. Може како вчера да сруши некој дрон и тука да заврши. Зошто? Затоа што прво Иран не е Венецуела. Ајатолахот Хамнеј не е Мадуро. Трето, знаеме дека за Мадуро, значи главата на Мадуро беше проценета за 50 милиони долари, и со тие 50 милиони долари, затоа што не можеа да му ги дадат, пошто тој има многу повеќе, ама ги купија сите околу него. Јавна изјавата на Трамп кој вели дека ние во Венецуела искористивме, веќе ги замолчивме, вели, и оружјата и луѓето, затоа што тука искористивме многу софистицирани оружја. Што значи, ама вели, јас ова не требаше да ви кажам, ама ви го кажав. Сега замислете со каква моќ располага Америка. Иран. Дошол носачот на авиони Абрахам Линколн, да. Абрахам Линколн во дотеснецот Хурмис или Хурмис. Прво, тие нема да го ризикуваат носачот на авиони Абрахам Линколн, затоа што тој кошта едноставно 13,5 милиарди долари. Значи, и е многу лесна мета. Значи, многу така, огромен е време на дронови прилично. Многу лесна, не само на дронови, значи Иран располага со многу разновидни и ракети, така да тие не се ненормални да го ризикуваат и да го стават во опасност она што го граделе. Така да имаш тие и не им треба таму да дојде ако сакат да војуваат. Зошто? Затоа што таму некаде на средина на Индискиот океан има еден мал остров Гарсија или Диего Гарсија, каде што е веќе база на Американците Америка и еднаш порано кога беше нападнат Иран, беше од таа база, значи нема. Меѓутоа, ова е демонстрација на моќ, демонстрација на сила. Ама граделе и кинезите носачи авиони. Да, градат и кинезите. Факт е дека кинезите напредуваат многу. Меѓутоа, јас би рекол дека кинезите одат на варијанта се уште произведуваат кутии, ништо повеќе. Затоа што ако Абрахам Линколн кошта 13,5 милиарди, има 4000 луѓе, посада 55 авиони, не знам што се друго, не. Меѓутоа, Абрахам Линколн 25 години може да не застани така е. Никаде да на нуклеарен погон функционираат и на нуклеарен. Кинезите носачите што ги произведуваат на нафта. И тука е битката. Значи, на Кина да му се затвори доводот на нафта. И ништо повеќе. И тоа се случува. Тоа се случува и ќе се случува и понатаму, затоа што, како што реков, интересот на Америка не е војна со Иран, ниту со Венецуела, ниту со ови. Значи, е директно спречување на тој некаков си подем на Кина, односно во индиректна ситуација војна со Англија, затоа што позади Кина, позади Индија, позади сите овие големи сили стои Англија и со
Добро, ова е малку компликувано со оглед на фактот дека Британија и САД се традиционални сојузници 200 години. Никогаш не биле сојузници, тие се сојузници. Значи како двајца ортаци, сега јас и вие имаме една фирма, така, заедничка, и сите не гледаат како си соработуваме. Како си соработуваме, и тоа јас во секој момент мислам како да ти ја преземам фирмата или ти како да ми ја преземеш фирмата. Значи тоа е начинот на функционирање на Америка и на Англија, а тоа е уште од 1823-та, нели, со Труман, пардон, со Монро доктрина, со Монро, односно 1860, значи понудена му е на Данска 100 милиони за Гренланд. Долари, значи Америка никогаш не се откажа од Гренланд и од Аляска. Сите преседатели на Америка кои се дојдени до сега, сега Трамп го шиканираат. Значи во нивните програми го имат Гренланд за да го преземат. Првата светска војна, знаете, ја доби Англија, или Антантата. Добро, Велика Британија и Франција со подршка од Америка. Со Русија после имаше револуција, јасно. 18-та се распадна Антанта и Америка во Втората светска војна се до 41-42 не се вклучи воопшто во војна и има и документи и факти кои зборуваат дека се до тој период Америка му помагаше на Хитлер, значи беше во таен сојуз со Хитлер со единствена цел да ја стави на колена Британија, Велика Британија. И ја стави, нели, бомбардирањето на Лондон со 1500 авиони. Тогаш Черчил, значи и овај, како се викаше америчкиот председател? Рузвелт. Значи Черчил бара зошто не се вклучуваат. И се сретнуваат во еден брод некаде на отворено море на околу Канада таму. Вели Рузвелт, вели, ние ќе се вклучиме, ама зашо да се вклучиме? Вие добивте Првата светска војна, го контролирате економски цел свет, значи парите, се е ваше, Комонвелто, се вели од земјата на Комонвелто, зедовте кај вас и сега правите што сакате. Ние ќе се вклучиме тогаш кога ќе потпишиме дека од кога ќе заврши војната, светот ќе го контролираме ние. Значи тоа се тие работи кои едноставно, јас не сум историчар, историчарите би требало многу подобро да ги читаат и презентираат овие работи, затоа што сега запнале во Македонија, значи ние немаме никаков собствен, без оглед дека се нарекуваме суверена република Македонија. Ние немаме никаков суверенитет. Зошто? Затоа што било што да донесеме, било каков закон, било што да направиме, ние сме под закани на, не знам, некаков си бирократ од Брисел или не знам каде. На светот едноставно му фалат државници. И светот може да го водат само државници, а не политички лидери. Политичките лидери едноставно се моментални кои едноставно си го гледаат сопствениот интерес. За ова ќе се согласиме, политички лидери има, државници се помалку, и ако се направи паралела со времето пред 50 години, например, па и пред 30, нема споредба, мора да се признае. И добро, може би ово очекувано затоа што ова е време навистина на тектонски промени, во кои што се менува практично системот во светот. Парадоксот е што системот кој што го воспоставија Соединетите американски држави токму тие го менуваат. Не би рекол јас дека го воспоставија системот американските држави. Се уште, значи, тој систем, према мене, како јас размислам, се уште, значи, овој систем може би американците беа на некој начин вклучени, како што беа вклучени во формирањето на комунистичката партија со Мао Цетунг и се, меѓутоа тука беа англичаните. И ден денес така функционира, значи City of London, Хонг Конг. Значи сето тоа се уште, значи конците во светот ги држат во Лондон. Во Лондон. Тука велиу ќе ве обвинат за опасна теорија на заговор дека вие Британија ја постирате како ама колку членки има Комонвелто? Не знам, 50 неколку. 50, така, 56. Тоа е за мене модернизиран термин за обична една колонизација. Ама знаете сега овие членките самоволно остануваат во Комонвелто. Нормално ќе останат самоволно кога ти со време си ги инсталирал сите таму и за премиери и за ова, но сите тие ќе. Но компликувана е ситуацијата. Британскиот премиер Кир Стармер отиде во Кина на преговори со Си Џинпинг.
токму во ситуација, во момент кога САД, односно Доналд Трамп, се обидува по секоја цена да ја блокира нафтата која што ќе ја добива ефтино Кина. Во исто време Европска унија, исто како Британија, исклучително блиска со САД, потпиша историски договор со Индија. Индија во исто време САД буквално ги притискаат да прекинат да купуваат руска нафта. Една многу компликувана, многу сложена операција во која што човек навистина е тешко да ги пофати конците кој, како, колку, зошто. И се ова значи ќе заврши тогаш кога значи војна помеѓу Иран и Америка, то Вие апсолутно сте уверени дека нема да има. Нема да има, значи како што иако многумина буквално чекаат да речем надаваат дали ќе биде вечер, утре, за 3 дена за 5. Нема таква работа. Како што кажав, можеби еден дрон, два или некоја ракета. Некој инцидент може, но некаков конфликт сериозен не. Затоа што прво и основно на Америка, значи на Америка не му одговара ниту пак промена на политичкиот систем во Иран сега. Затоа што ако дојде до промена на политичкиот систем во Иран, тогаш Иран ќе се расцепи. Има значи овие од The Economist, нели Economist, знаете, тој е часопис на глобалистите, односно на тие предвидуваат дека Иран ќе се расцепи ќе се раздели во 5. Таму има курди, таму има други малцинства. Таму има некаде 50% се турци, туркмени. Туркмени, да, не се турци, туркмени, тоа е слично. Турци се тие, меѓутоа туркмени ги нарекува. Значи така да на Америка во моментот не му одговара, значи расцепување на Иран. Односно, единствена работа, видите, зошто не му одговара? Затоа што Иран веќе 20-25 години функционира во едни санкции. На никој од комшиите не може да му продаде нешто, не може да купува нешто. И единствено излез има нафтата што ја продава кон Кина. Сега, ако застани нафтата кон Кина, тогаш на Кина му се пореметуваат сите други односи. Зошто? Затоа што значи нафтата Иран завршува, ваму Авганистан повторно му е еден бедем за онај патот на свилата. Замислете сега, Америка ја губи војната во Авганистан, зошто? Затоа што Америка со сите тие моćни значи воени опреми, авиони овај талибанот со точак и калашников и значи и ги победува. Тоа беше една апсурдна ситуација, тие што не знаат, американците кога одлучија да се многу силни беа талибанците со калашниковите, значи мајка му плака. Ја остави афганистанската армија со неверојатно оружје и издржа 48 сати. Да, меѓутоа Авганистан ваков каков што е таму каде што никој не знае, значи не знае кој јади, кој пие, меѓутоа еден бедем на Индија и за продорот на Индија и на Кина, наваму по тој копнен пат. Така да тука и Пакистан има своја улога. Пакистан апсолутно има своја. Така да јас значи моето размислување или предвидување е тоа дека Америка никогаш нема да има и копнена војна со Кина. Може да се случи некоја војна само на Тихиот или на Пацифик, значи на Тихиот океан, да се судрат тие носачите на авиони, а ако е потребно и ако треба да има војна, пошто одат на варијантата на намалување на светското население, тогаш ќе предизвикат војна помеѓу Индија и Кина. Тоа се двете најнаселени земји во светот? Да, тука ќе ја предизвикаат војната. Зошто? Затоа што Кина е опколена од Америка. Само во северниот дел на Австралија, Америка веќе вложува 280 милиарди долари за базата која ја има таму. Тоа е само еден аспект. Вие имате пенетрација со Тајван, со Јапонија, со Јужна Кореја. Од друга страна, Северна и Јужна Кореја, значи за време на Втората светска војна Северна и Јужна Кореја не постоеше. Така една држава, една иста земја. Јапонија и Кина граничеа беа комшии. Кој ги направи тие држави? Значи некој ги направи за да го прекине директниот линк помеѓу Кина и Јапонија. И сега ги држат под психоза на страв, ке му речат на Ким Ун Јунг, фрли на една ракета, фрли ваму и јапонците, аве чекај, овој будала ке не... На секој 3 месеци? На секој 3 месеци, на ракета, значи ги држат така работите. Од друга страна, го има и овој факт. Значи, кинезите, јас почитувам секој еден човек, апсолутно. Меѓутоа, не се борбен народ. Значи,
ако се сеќавате, ова е запишано во историјата, од Манџурија до Пекинг, значи кога влегува јапонците, па едноставно да не речам ги сомлеа скоро 1.000.000 кинези се убиени, да. И то со мечеви или како ги викаат оние катани, со сабли, да. Со сабли. Другиот дел кај Жолтото море, кај што е сега ова Жолтиота река, кај што е сега браната, таму и неколку стотици илјади убија самите кинези. Односно, Кина тогаш имаше 700 милиони жители. Во тој период, во истиот тој момент, за неколку месеци, 100 милиони кинези, значи заминаа за Запад. 100 милиони кинези. Замислете сега да дојдат во Европа 10 милиони емигранти, што ќе се случи или било како. Тогаш 100 милиони кинези, значи заминаа за Европа. Така да, за Запад. Така да, на овој начин, барем јас така ги гледам работите, треба граѓаните на Република Македонија, општо граѓаните воопшто, значи не се толку плиткоумни, па да се му пласираме секакви муабети. Треба на луѓето да им се кажи реалноста, вистината, дека каде може да биде опасноста и што може да се случи. Сега, што треба да направи Македонија? Македонија треба да застане на правата страна, на вистинската страна и да ја интересира само незиниот личен интерес и ништо друго. Алелуја, велат католиците. Така е. И ништо друго. А не може секој ден, значи уште ние, нека ми простат, значи сите, гледаме дека Европа веќе е она што беше Европска унија, сето тоа не функционира. И нема да профункционира никогаш, затоа што никогаш не се врати Антанта, никогаш не се вратија централните сили, НАТО, Варшавски пакт веќе го нема, железниот зид го нема, не можеме да оставиме сега зидот во Берлин, значи не се враќа минатото. Така да и ова што и се случи на Европа, на Европската унија, тоа повеќе не се враќа и нема да се врати никогаш, нели сега понуда е да бидете членка без право на глас и не знам. Има варијанти, добро? Милион варијанти, така да ние треба преди се да го гледаме сопствениот интерес. Каде се Обединените нации, меѓународни нации, значи за жал не функционира. Се значи сме под влијание. Сакаш крениш плата, а меѓународниот фонд не дава. Сакаш во здравство да направиш ова, Светската здравствена организација. Жално е што се кажува, ама така е. И не се однесува само за нас. Огромен број земји се во таква ситуација. Да, се однесува за нас кои имаме многу слаба економија и кои немаме економска моќ. Значи државите кои и народите кои немаат економска моќ, тие значи немаат глас. Едноставно немаат глас. И сега или ќе бидиш на масата, или ќе бидиш мезе на масата. Ние сме тоа е така. Во ситуацијата мезе на масата или еден нешто од мезето во менито на таа маса. Така да Па добро, што треба да се прави? Велите, ние треба да го гледаме нашиот интерес. Во Македонија има сериозен конфликт на размислување кој е точно нашиот интерес. Ние сакаме во Европска унија. Добро, сакаме во Европска унија. Ние сакаме да имаме одлични односи со Америка. Океј, сакаме да имаме некаков стратешки договор. Со Британија исто. Во овој момент, кога вака се кршат работите на светско ниво, многу е тешко за мала земја, самиот рековте кој што многу тешко влегува во тој простор каде што нешто се гласа, камо ли да ти дозвола да дигнеш рака, е многу тешко да не направи грешка. Односно да не направи кикс, лапсус, што и да е, кој што ќе ја чини понатаму. Јасно. Меѓутоа, прво и основно, ние треба да го да расчистиме со сопствениот ум и со сопствената психологија. Кога сме на власт, се е супер. Кога сме во опозиција, ништо не чини. А не може за се и се што да одиш да се жалиш и да тужиш, односно да бидеш тужибаба кај Калас. Така е. Или кај не знам кој, зошто премиерот во Македонија прави вака, министерот прави вака. Остај го и премиерот и министерот, нека си ја тера агендата
која ја започнал, па на крајот ќе видиме дали му била добра или не. И ако му била добра, ќе биде награден, ако му била лоша, ќе си оди од власт. Казнат, ќе си оди, меѓутоа за 2 дена и не може ти едноставно еве сега на пример техничката влада. Прво е срамота да еден лидер 22 години кој бил во државата, чека да речи ние да ја донесовме техничката влада, не можеме да ја распуштиме или да ја тргнеме, зашто да ги прашаме нашите пријатели од Европа или од не знам каде. А се работи за наша влада. А се работи за наша влада, се работи за принцип кој го нема никаде во светот. Да, тоа беше измислено со конкретна намера, да не се никаде лажеме. во светот и сега уште, значи ја држиме во офсайд или на стендбај државата да не можеме да функционираме. Зошто? Затоа што некој некогаш значи предизвикал техничка влада, ти донесоа некаков си специјален обвинител беше наметнато, да не се лажеме. кој направи тоа што го направи, Излагај во затвор, да не зборуваме со име, не само таа за затвор, има уште многу повеќе за затвор, меѓутоа ете од ваквите тужи бабења, значи оди жали се вамо, оди жали се тамо, а никој не гледа она што може да се направи во нашата држава. Но како да се надмине тој Нашата држава има капацитети, има ресурси. Пред неколку дена се појави еден надпис некаде, на Битолскиот универзитет се запишале 600 студенти, а 800 битолчани се запишале во Словенија. Замислете каков парадокс. На Битолскиот универзитет и факултетот за туризам Охрид, и факултетот за безбедност од Скопје. Значи останувам и ние што правиме? Целиот наш квалитет во луѓе го подаруваме на Запад. Го подаруваме на Запад, како што ќе направиме сега и со законот за цигарите. Затоа што над 3000 угостителски објекти се, каде што 90% работат само со пушачите, и утре кога ќе се затвори, значи кога нема да се пуши или нема да се пие кафе, тие кенлери што нема да чекат летото, ќе си заминат Хрватска, Словенија, Германија, и не можеш повеќе да ги вратиш. На Европа им треба, значи, млад кадар, и сега на било каков начин да притиска, донеси го законот за пушачите, зошто? Затоа што мене ми требат кенлерите. Добро. Видете, се работи за некаде 2.500-3.000 угостителски објекти. По 10 вработени. Многу да. Каде се непушачите? За секој непушач има место. Така, мене никој не може да ми забрани да пушам или не пушам, затоа што тоа е на крајот на краиштата мој личен избор. Да. Државата не направила ништо. Се сеќавам сега, баш ми дојде на ум, 2022, кога се поскапуваше парното грејање во Скопје, се уште директорот на РКЕ или Регулаторната комисија за енергетика, вели, парното ќе се поскапи за 14%, меѓутоа ќе биде на природен газ. Затоа немојте да се буните, ако одиме да останеме на мазут, вие сепак парите ќе ги потрошите, таа разлика ќе ја потрошите на онкологија. На лечење, да. Сега се поставува прашањето. Скопјани само се битни во државата? Што да кажеме ние во Битола? РЕК, значи, работи перманентно на мазут. Така е. И ја труја Битол. И? Што да кажеме ние? Меѓутоа, битолчани молчат, никој не кажал ништо, ниту еден збор за сето ова. А од друга страна, некој се прави паметен, еве сега ќе ви кажам да не одите на онкологија, ама ови од Битола, од Кичево, од било каде нека одат. Значи Македонија има страшно добри ресурси во било кој смисол и во људство, значи во човечки капацитет, има ресурси и од природата, значи и руда, и природа, и води, се. Но не можеме да се договориме, очигледно, господине Велију, не покажува искуството, емпиријата покажува дека многу тешко се договараме. Вие гледате дека за од најбанални до круцијални национални прашања, ние сме испокарани меѓу себе. Политичките партии нема да се согласени дали чашава е чаша, веројатно ако кажете дека е чаша, другите ќе речат чи не. До таа мера отиде на. Тоа е најголемиот проблем. Значи ако веќе сме избрале влада,
тогаш оставете владата Да работи. да работи. 4 години ќе дојдат како и да е. Еве помина години. И тогаш, ама немој, значи, знаеш мене, овај ми е другар, овај ми е вака, овај ми е така. Не може така. Едноставно, значи, треба ние како граѓани и политичките партии да застанат и да размислат добро каде ја носиме Македонија, каде ја тераме Македонија и што, значи, не очекува после 10 или 15 години. Јас како кажав, значи, ние денес разговараме за носачо на авиони во Иран, или не знам, разговараме за Украина. Меѓутоа, ова за некој е завршена приказна уште пред 20 години, пред 30 години. Завршена приказна е. Значи, треба да гледаме малку... Во најмала рака да го согледуваме да тоа. го согледуваме, а имаме, значи, па можда знам, Пелагонија, буквално, старите веле, Пелагонија, значи, долна Пелагонија, горна Пелагонија, човек може да роди. Едноставно, буквално човек може да роди. Тука е плодна, да. Има една анализа од некој, не знам, паметни луѓе, вели Пелагонија е таков капацитет, ако се искористува како што треба до максимум, значи без проблем може да рани 10 милиони луѓе. Она што Холандија го прави, мала земја која што произведува, мислам 50 пати повеќе од нас. Меѓутоа, за жал, значи, за Битола, а не е само Битола во овој случај. Значи, така и Ресен, така и Охрид, така и Струмица, зборам, повеќе сум запознат со Битола, едноставно, никого не го интересира ништо. И тука е нашиот проблем, и тука се нашите проблеми. Кога сме бидејќи ја споменавме и Битола, морам да ве прашам. Започна фамозниот проект Безбеден град и воопшто безбедност во сообраќајот. Во Битола почна, нема да речам дека само тамо, на секаде низ Македонија, просто неверојатно. Јас би рекол еден дел од нема да речем угнетените луѓе во земјата, затоа што некој погрешно ќе ме свати, меѓутоа оние кои што живеат на работа, така да кажеме, се побунија против овој систем. Да не се лажеме, политичките партии излегува со некои своји, според мене, нелогични забелешки. Сада само се плаши дека ќе бидат злоупотребувани камерите за следење луѓе. Господинот Целај Таравари тврда дека албанците ќе бидат малтретирани. Веројатно тој систем ќе гледа само албанци ќе препознава. Меѓутоа сега имаме еден револт на граѓани кои што се повторно ведам од самиот рап на општеството, за жал најсиромашните, најнеобразованите, кои што невообичаено мини револуција направија. Во неколку градови, токму во Битола почна, тоа палеа гуми, некои од изјавите што ги слушнавме се на научна фантастика. Еден вели, или господја една вели, каде има тоа во светот, вели да ви бараат возачка дозвола за да возите. Сега секаде во светот ви бараат возачка дозвола за да возите. Меѓутоа еве, една според мене сосема природна, нормална работа која што требаше уште одамна да се направи и која што навистина е за добробит на сите. Значи, да се создаде ред во сообраќајот, да немаме толку загинати, толку повредени и толку штети. Излеговме и најдовме причини да се бунтуваме. Safe City, јас би, иако лично, како Плуми велиу, мене не ми одговара. Добро. Затоа што не можам да се влечкам, значи, од влезо на Скопје со 50. Меѓутоа, тоа што... Ако е така, е така. Не, ако мене ми одговара или не, тоа е моја друга работа. Јас дома можам да си ги решавам тие работи. Safe City, значи, не се однесува само на сообраќај. Значи, Safe City, значи, сигурност на градот во било кој аспект. И од лопови, и од криминалци. Така. Тоа ќе се усовршува. Меѓутоа, мораше да почне некаде и јас го поздравувам апсолутно чинот. Сега, ќе биде предуставен суд или не знам ова, не знам. Сето тоа не сакам да навлезам, познавајќи го капацитетот на нашите суди и нашиот правосуден систем. Господ знае што може да излезе, добро? Може да излезе не знам што, меѓутоа тоа беше крајно потребно, крајно нужно и моја препорака е секој ден да се труди онолку колку што може да се прилагодува на она што е сообраќајен знак или однесување за личната сигурност и за сигурноста на сите околу него или што минуваат. Буквално од Safe City нема ништо лошо, напротив, од Safe City ќе добиеме корист сите. Јас
се надевам дека час поскоро ќе биде и во Битола, и во Струмица, и на секаде. Сега, дали е уставно или не уставно, дали зошто само во Скопје, Тетово и Куманово, а не во Битола и во Охрид, тоа е ствар на техниката и на можностите, дали може веднаш да се направи таа работа или не може веднаш да се работи. Меѓутоа, а што се однесува до нашите сограѓани од Битола, од населбата Баир, кој протестира и вчера, и денес, и блокира, видете, таа една, ајде сега да не се разбериме погрешно, јас навистина ги почитувам, имам многу пријатели, значи многу пријатели. Таа една категорија на социјална, тешко социјална категорија на луѓе. Јас апсолутно сум, значи, да нема возење без возачка, да нема возење без со нерегистрирано возило. Меѓутоа, со тие луѓе треба некој да застане, да им посвети малку повеќе внимание, да влезе, не однадвор да ги гледа нивните проблеми, него да влезе, да се соживее со нивните проблеми, затоа што дел од нив возилата ги користат за дрва, за откупување на железо, за собирање на пластика, не завршил основно, не завршил средно, сега за возачка се бара средно. Значи, државата мора да направи некој одстапки, меѓутоа не одстапки, ај на секој еден одред да му дава возачки како што бара тие. Но тоа би било проблем, затоа што ќе се јави друг и рече ако може за нив сакам и јас. Апсолутно. Меѓутоа, државата, значи секоја држава, јас велам вака, нема држава, ако е државата добра, нема проблем што не може да го реши. За вас согласуваме. Значи, државата може да реши секаков проблем само ако сака. А ако не сака, тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, јас верувам дека ова влада сега, барем се уште рано да се кажи, пошто имаше неколку перипеции, мислам дека се повеќето луѓе кои сакат да ги разберат проблемите на граѓаните, сакат да соживаат со тие проблеми и онолку колку што е реално можно да им помогнат. Значи, еве гледаме успесите на Министерот за внатрешни работи, како сакаме са ние да кажеме вака или онака, дека со Safe City, со... Меѓутоа, има друга работа. Например, еве јас некој го слушав, кај вас баш беше на емисија за новите возила, ама има и нови возила кои можеби министерот не ги знае. Наместо да ги користи полицијата, ги користат неколку луѓе како лични возила, службени возила. Што е целосно недозволено. Апсолутно. Значи, а меѓутоа министерот не може да знае се. И ту не може да знае се, ниту пак може да предвидува, не е баба Вања, па да може да предвиди, некој на министерот треба да му каже. Да му каже. Значи, во ниските, значи има секаде, ке има и секогаш ке има луѓе кои сакат да ги злоупотребуваат можностите што им ги дава тоа е човечка слабост. Државата, тоа е човечка слабост, ама од друга страна, значи ова може да се реши. Но и круцијален проблем, јас повторно ќе кажам, најголем проблем во државата е правосудниот систем. Обвинителство и судство. И јас пак ќе кажам, нека ми простат сите, значи меѓу судиите, кога го гледаме тоа сега. Меѓу судиите и обвинителите имам и навистина добри пријатели. Меѓутоа, овој проблем не се решава со реформи. Го знам вашиот став, вие сте за подиректен арест. Значи, се дома и повторно после на некаков си, на оние што сакат да се кандидат повторно на некаков си реизбор или сосема нови. Со вистински мерит систем. Со вистински мерит, јас повторно ќе кажам, еден дипломиран правник на државен универзитет, значи дипломиран правник на државен, не на ноќен факултет, значи од улица да го земиш ќе биде подобар од било кој, од многу суди кои веќе се навикнати да судат, пресудуваат под влијание на овој или оној. Значи, и потоа ќе наоѓаме пари во зид. Ама и тука е погрешна математиката. Затоа што не е само 350.000. Ниту еден судија нема да ја
загрози собствената кариера или името за 350.000 евра. Значи ова не е еден 350.000 евра може би се за еден предмет. Зошто? Затоа што на 55 години, чекај, јас за 55 до 65 или до 67 години сега треба да земам 12 години плата. Плата земам скоро по 2000 евра. 12 години по 2000 евра се скоро 300.000. Сега 300.000 евра мене да ми се загарантира пензијата и плюс бакшиш уште едно 200. Значи секој предмет поминува со 500.000 поголеми предмет, со 500.000 евра. А кај таквите суди не е еден предмет. Да, има многу. Да, тоа е проблем со кој што дефинитивно мораме да се фатиме во снажна битка. Морам да ја вратам уште еднешка на случајов со овие што се бунтуваат. Агресијата ме изненади. Заканите, химубиства. Не. Ако ни ги земете автомобилите, ние ќе ги тепаме, ќе се бориме со полиција. Тие луѓе, значи, освен единствена алатка им е агресијата, таквата агресија, вербалната акција. Што друго ви понудили, да. Иначе друго немат. Значи, како да се одбрани или како да го изнесе својот став и дека ќе направи нешто, освен, значи, тие немаат никаква друга алатка, немаат пари, немаат адвокати, немаат суди, немаат секој еден Ова е интересно размислување. Тие практично на тоа се оставени. Секој еден гледа да ги кошка, да ги оттурни. Јас велам дека јас сум против, значи давање на возачки на секаков начин ово. Меѓутоа, државата значи може да најде начин да го среди се тоа, а овие луѓе нема друга алатка. Значи немаат никаква друга и на крајот на краиштата кого убиле? Добро, да, за сега фала Богу да остане така е. А на секаде се закани во празно, а на секаде се тепани. И тоа е со причина или без причина? За жал. За жал, значи тоа е со причина или без причина на секаде се тепани. Но се случи еден интересен парадокс. Може би грешам, дури најголемите песимисти во однос на Safe City, после овие нелогични испади, застанаа во одбрана. Затоа што природно рекоа, па чекайте малце сега како. Не, еве. Потребно е да имате дозвола, потребно е да имате регистрација. Јас се нервирам. Така стојат работите. Јас влегував во Скопје за 5 минути, сега ми требаат 15 минути. Така. Но закони ме нервира она што треба да се влечкам. Значи, уште на влезо од Битола, нели, кај што онај мостот за пешаци, надвозникот или мостот за пешаци, тука е, значи, на знакот пишува 70. Јас никогаш не сум се навикнал тука да возам 70. Тука стално сум возел 120. Немој да окажувате ова сега, е веќе опасно. Да, се меѓутоа сега така стојат работите, да. И да не ми е страв од казната. Не можеш ти кога гледаш сите околу тебе, значи возат онака како што треба, да. И треба да го прифатиме. Зошто? Затоа што ова е за доброто на сите нас. Без разлика. Се согласувам. Плуми Велију, благодарам за вечерашното гостување. Морам да признам, отворивте практично сами од многу интересни теми. Дел од нив се на линија на она што го кажав на почетокот, можноста некој да рече, аха, тука некој нас ни се обидува да ни наметне теории на заговор, што е според мене неисправно, но линијата е тенка. И меѓутоа кажавте тоа што го сметате и ви благодарам за ова гостување, секогаш е интересно со вас. Јас за тие што мислат така сум отворен стално и можеме да направиме дебата. Апсолутно. Така да воопшто јас она што ќе го кажам не се повлекувам. Благодарам на поканата, иако може би замислил да ми беше да кажам сосема нешто друго, меѓутоа така не однесе разговор. Муабето и уште е подобро кога така слободно се одвива муабето, ќе кажам само уште за исламска заедница, ако може едно 30 секунди. Значи, како што кажав дека се одат по Давос и по не знам. Каде што веројатно не им е местото, добро? По каде е ситуацијата се уште хаотична и меѓутоа нема да остане таква каква што е. За многу брзо или кратко време ќе се случуваат некои ситуации кои можеби нема да бидат одобрени од општата јавност, нели, теолози, оџи се занимаваат со некакви си радикални активности, меѓутоа
ако не се освестат, ние ќе мора да ги преземеме и тие радикални чекори. Значи, радикални чекори, што значи протести, блокади. Се разбира, некој да не помисли, не знам, ќе убивате луѓе и не знам што. Не. Зборувате за системски радикални. Апсолутно. Ке следиме. Фала. Ви благодарам уште еднашка, а ви почитувани гледачи ви благодарам на вас за вниманието со кое што не следите. Навистина оваа недела понудивме 3 сосема различни концепти, сосема различни теми. Верувам дека останавте задоволни. Утре во 15 часот се разбира и репризното издание. А јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости во понеделник во 22:30. Пријатно.